Добро вечер, Тоше. Кажи ми како си поминуваш вечерва? Добро вечер и навистина прекрасно дека име среќен роден денот, полнолетни, така да преубава забава и како што доликува нив и низ годините кои што ги организира. Тука сме на 18-тиот роден ден на Убавина и здравје, тие слават полнолетство. Кажи ми дали ти можеби се сеќаваш на твојот 18-ти роден ден? Па на мојот ден баш, а на моите деца сигурно се сеќавам, така да мислам дека беше многу поодамни, по-други времења, така да денешните прослави се малку мислам подобри отколку тогаш. Така да многу одамно беше. На кој начин се поразлични од тие претходно? Па реков различно беше и другарството и дружење. Мислам дека беше многу поискрено тоа другарство, бидејќи фактот дека ние бевме 11-12 другари и се уште исти се дружиме после 30-35-40 години покажува дека било некој искрено пријателство. Денеска знаеме како е другарството, Инстаграм, Фејсбук, запознавање и многу е поразлично, но сепак други времења убави се овие времења, така да нормално е тоа. Убавина и здравје, дали Тоше користи некои производи за убавина и без што не излегува од дома? Па конкретно нешто не, но без креми, например, ниту легнувам, ниту излегувам креми за мирзливе, бричење оно што е нормално, што е убави парфеми секогаш сака да мирисам убаво, така а некои посебни креми или нешто мислам дека се уште немам потреба, али кога ќе дојде ден сигурно ќе користам. Дали сметаш дека убавината отвора врати и дали таа навистина отвора врати, а карактерот е тој што ги задржува тие врати отворени? Да, внатрешно убавени и отвора и затвара врати. И физичко е нешто што само може првично да не привлече, но потоа тоа што го имаме внатре, тоа е дали некој ќе задржиме да биде до нас или дали ќе го тргнеме од нас да биде. Сепак мислам дека треба ние како луѓе да работиме многу повеќе на себе, да се сакаме самите себе, па да може да ги сакаме сите околу нас. Така да таа внатрешна убавина е пресудна според мене. Надворешната доаѓа од внатрешната убавина. Убаво и треба да внимаваме на себе и нормално и треба убаво да изгледаме и убаво е кога изгледам убаво. Ја например се трудам колку што можам поубаво да изгледам. Имам 48 години, 2 пати во ден тренирам, пазам на исхрана, навистина внимавам многу, но сепак како што работам физички, така работам и ментално. Гледам да почитам колку што можам повеќе книги, да изслушам подкасти од убави луѓе, да отидам на конференции кај што можам многу да научам како за себе, така и за моите најблиски, така да мора работа како внатрешно и така надворешно.